империјалниот период пари во свое име коваат македонските градови Амфиполис, Бероја, Едеса, Тесалоника, колониите Касандреја, Дион, Пела, Филипи и муниципиумот Стоби. Поголемиот дел од нив, понекогаш со мали прекини, биле активни од првиот до третиот век. Производството на монети во овие градски монетарници било наменето пред се за задоволување на потребите на локалните стокопарични односи. Но наодите на монети ја покажуваат нивната циркулација и многу подалеку од нивната најблиска територија. Биле користени и монети произведени од другите ковници низ империјата, а потребите од повредни пари, златни или сребрени, биле задоволувани најмногу со монети исковани од централната монетарница во Рим. Амфипол ковал бронзени римски провинциски пари. Монетарницата ковала монети со портрет на императорот, а на реверсот е испишано името на градот. Најчести реверсни представи се градската божица, Артемида Теурополос, Атена и други. Дион е римска колонија од времето на Август, кога биле ковани бронзени монети, а особено се интересни оние со представа на птук, што го символизира основањето на колонијата. Монетарницата, со исклучок на неколку императори, ковала монети континуирано од времето на Август, 27-та година пред нашата ера, до времето на Галиен, 253-та година во нашата ера, а на нивните реверси се наоѓа и легендата со името на колонијата. Во духот на класицистичките тенденции, од почетните децении на 14 век, било изведено и сликарството во ексонартексот на црквата Успение Богородиџино по манастирот Трескавец, околу 1340 година, спонзорирано од кралот Душан, кое во иконографската програма на аплицираната декорација поведува ексклузивно нови тематски мотиви. Покрај живописните илустрации на епизодите од насликаниот Менолог и стоечките светителски фигури во северната купола на западниот нартекс на градбата е изведена најстарата представа на Небесниот двор, според поетското сиже на 44-45 Давидов псалм. Ликот на Христос, представата на приготвениот престол, кон кој приоѓаат Богородица, царот Давид и репрезентите на небесната хиерархија и раскошно костимираните фигури на светите воини се структуралните елементи на евхаристичното изниансирана представа со церемонијална иконографија на Небесниот дворец. Свечена по својот карактер и разбранувана со ритуална динамика на составните компоненти, специфичните иконографски програми на најстарото зачувано трескавечко сликарство нашла свој ликовен одраз во академизираниот манир на низините творци. Педантни во цртежот, доследни во негувањето на класицистичките пропорции, вешти во моделацијата на формите и убедливи во создавањето на колористичките хармонии, тие грижливо ги негуваат традиционалните ликовни вредности од извориштето на палеологовската ренесанса. Сфинга, хибридно митолошко суштество со тело на лав, орелски крилја и глава на жена. Во египетската уметност, сфингата символизира загадочност и моќ, односно го представува богот на сонцето Ра. Архангели, ангели од највисок ред, со карактеристична символика. 4 главни архангели во христијанската иконографија се Михаил, Гаврил, Рафаел и Уриел. Михаил, војнот заштитник на праведноста, Гаврил, Божиот пратеник на благовеста, Рафаел, заштитникот на децата, патниците, аджиите. Уриел бил ангел на светлината, сонцето. Археологија, наука која ги истражува материјалните остатоци на видливите траги на човечката активност
заради запознавање со нивната содржина во определено време и простор.